Овој пат од Битола ќе проговориме за најновите светски трендови во образованието на најмладите. Неодамна се запознавме со Весела Богдановиќ, како една од најдобрите 50 наставници во светот. Таа ја продолжи соработката со Варки фондацијата и сега е веќе амбасадор-едукатор. Што тоа ќе значи за Македонија? Ова што ти си сега веќе амбасадор-едукатор. Со тоа вклучување во програмата на Варки Академијата, во нивниот нов проект наставници и амбасадори, добивам прилика јас како наставник да бидам вклучена во сите новини што ќе се случуваат понатаму и заедно со најдобрите светски едукатори да правиме заеднички проекти, да разработувам своји лични идеи заедно со нив и сето тоа да го правиме за доброто на децата од целиот свет. А јас сум представник на нашата земја, што значи нашата земја има свој едукатор-амбасадор, што е добро за нас. Еден нов тренд во образованието на најмладите е тие да се учат на предприемништво, односно од најмали нозе да учат како да решаваат проблеми, да се справуваат со проблемите. Како е тоа воопшто можно толку мали деца да ги практично да ги совладуваат вештините на предприемништвото и бизнисот? Како ти тоа го правиш? Тоа значи ако се погледнат целите, кои што се на пример овие цели што се во програмата за висшите оделенија во основното образование. Значи тоа се толку убави цели кои што пред се ги развиваат вештините на 21 век кај децата. А тоа е нешто што треба да се развие, значи креативноста, иновативноста, соработката, користење на различни медиуми за добивање на информации, на тоа да се навикнат децата да бараат идеи, значи да сватат важноста од идеите, да даваат различни идеи, да сватат дека понекогаш и секоја идеја не може да успее, меѓутоа успехот е во тоа што се обидуваме да ги бараме идеите и најдобрите решенија. Сето тоа е интересно, Весела. Јас тука само за крај на разговорот ќе те запрашам, бидејќи ти предаваш во рурална средина, работиш со мал број деца, а сепак верувам дека многу деца во Македонија и многу родители сакаат да учат од твоите искуства. Како тоа да го направат? Јас сум, да кажам на некој начин сега, колку што можам достапна постојано на родителите, на наставниците преку социјалните мрежи. Значи јас секојдневно посебно се гордам со соработката со наставниците, ја имам постојано, значи сите години. Посебно ме радува соработката со огромен број на родители од земјава, од сите градови кои што сакаат на некој начин да соработуваат. Јас тоа можам единствено преку примери кои што ги делам значи преку социјалните мрежи, меѓутоа во моментов сум во соработка со прекрасни личности и ентузијасти кои што се трудиме на ниво на град, значи Битола, колку што можам сега барем тука да придонесам за мојот град, да направиме нешто повеќе за дечињата од овој град, да бидат вклучени во такви интересни активности кои што ќе ги поттикнат точно, кои што ќе ги развијат предприемачките. Значи не би сакала ни да го употребам тој термин, значи многу околу тој термин и се што треба за да се изгради, да се започне со градење на една личност на 21-виот век. Тоа мислам дека ќе биде убав проект, поддржан е значи се работи во соработка со Младински културен центар од Битола и друга значи високообразовна институција која што исто така понатаму ќе ви информирам дополнително околу тоа. Меѓутоа тоа е убав проект и децата од овој град ќе добијат прилика да бидат вклучувани во такви активности, а се надевам дека и на државно ниво ќе се обидаме да направиме, да. Весела, многу ти благодарам за разговорот. Еве имавме можност да слушнеме што значи предприемништвото од најмали нозе.